6 компании од источниот регион ги немаат исполнети условите за исплата на минимална плата, покажа анкетата на Сдруженијето Гласно, кое во текот на минатиот месец направи истражување во вкупно 25 фабрики, а се анкетирани околу 2700 работници. Горан Трајков од Сдруженијето Гласно, но и првиот регионален синдикалец, забележува дека веќе сме сведоци за првите малверзации кои се прават со исплатата на минималната плата. Сведоци сме на враќање на пари од страна на вработени. Тоа е уште едно кривично дело, значи кој што ги потикнуваме вработените кои што враќаат пари во текстилната и кожарската индустрија да не контактираат за да можеме да преземеме и да процесираме барање за кривична одговорност за враќање на средства од своите плати. Во само 2 фабрики каде што е направено истражувањето има синдикална организација. 60% од компаниите за време на државни празници не работат, додека на останатите им еускратено тоа право. Трајков истакна дека на работниците им е потребна едукација и обука за да ги знаат своите работнички права. Но битно е дека работниците се уште не може да го разберат делот од минималната плата, што значи договорот за нормата, за нормираниот учинок помеѓу вработениот и работодавецот, дека тие мора да се договараат за нормираниот учинок, но морате да имате во предвид дека работниците не се баш во положба да можат да преговараат за нормата. Затоа треба да има посебни тела, значи тука е синдикатот, тука се работодавачите, тука е трипартитниот дел и владата, кај што ќе мора да се уредуваат по гранки на дејност и индустрија. Барањата на Сдруженијата и на синдикатите измени на лошиот закон за работни односи, додека пак работодавците во моментов за почитување на исплатата на минималната плата бараат замрзнување на придонесите за платите кои се до 18.000 денари, со цел компаниите да го испочитуваат новиот закон за минимална плата.